Со Богородица стоиме под крстот. Пилат се обиде да го ослободи Исуса. Но јудејците пак викаа зборувајќи: ако го пуштиш него, не си му пријател на Кесарот. Секој што се прави цар, противник му е на Кесарот. Штом го чу тој збор Пилат, го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол на местото што се вика Литостротон, а по еврејски Гавата. Тогаш беше петок пред Пасха, околу 6 час. И им рече Пилат на јудејците: еве го вашиот цар. Но тие викаа: земи, распни го. Пилат им рече: царот ваш ли да го распнам? Првосвештениците одговорија: ние немаме цар освен Кесарот. И тогаш им го предаде за да биде распнат, и го зедоа Исуса и го поведоа. Да, Исус бил цар над царевите и господар над господарите. Нашата блажена мајка ја знаеше оваа вистина длабоко во своето срце. Затоа, додека гледала како Пилат го изведува нејзиниот претепан и изранет син за да го видат, а потоа го прогласува за цар, таа во тоа што го слушаше верувала. Пилат ги кажа овие зборови со подсмев и сарказам, но нашата блажена мајка знаеше дека тие се вистините. Каков ли само контраст им беше представен на тој начин за да видат сите? На едната страна беше Пилат, светски управител кој имаше власт да го распне Исус или да го ослободи. Од друга страна беше Исус врзан за раце и нозе, третиран како злосторник и седнат на обвинителен стол. Тој требаше да биде осуден на смрт од земски владетел. Но од божествена перспектива Исус требало да се устоличи на вистинското судско седиште на благодатта. Носеше круна од трње, но од перспектива на небото тоа беше круна на славата. Тој требаше да добие смртна казна, но од перспектива на небото тоа беше казна со која ќе ги ослободи сите грешници. Додека нашата блажена мајка стоеше пред крстот на својот син, таа постојано размислуваше за овие зборови на Пилат: еве го вашиот цар. Мајка Марија го направи тоа совршено. Го гледала со свој очи и го обожаваше со своето срце. Таа го призна неговото царство и вети дека ќе биде целосно подчинета на неговото владење. Тој не беше само нејзин син, тој беше нејзин цар во секој поглед. Благодатта и милосрдието што течеше од неговиот престол на крстот управуваа со секој момент од нејзиниот живот. Премногу често во животот паѓаме во замка да ја цениме земната моќ повеќе од небесната. Но царството на Исус треба да не научи дека земната моќ бледе во споредба со небесната Исусова власт. Тој им допушти на луѓето да го третираат како злосторник, но тој имаше авторитет што далеку го надминуваше временското влијание на овие земни цареви. Царството на Исус не било од овој свет. Тоа беше во редот на благодатта и милосрдието. Нашата блажена мајка го знаеше тоа и размислуваше за тоа и го избра својот син за свој вечен цар. Еве, сине мој, цару мој. Најверојатно таа така молела. Размислете денес, во кое царство повеќе сакате да земете учество?
Царствата на овој свет треба да се преобразат во едно и единствено Царство Божјо. Мора да живееме во овој свет, но да не бидеме дел од него. Мораме да дозволиме заповедите на Царот на благодатта и милосрдието да владеат со нашите животи. И не смееме да дозволиме да се опиеме од временската моќ што ја нуди овој свет. Изберете го Исус за ваш цар, додека стоите покрај неговата мајка полна со љубов. Најдрага моја мајко, ти добро разбра дека неискрените зборови што ги кажа Пилат содржат многу подлабока вистина, отколку што тој ја разбира. Твојот син беше навистина цар. Тој беше цар на небото и еден ден неговото царство ќе го преобрази дури видливиот свет, кога секое колено ќе се поклони пред него. Драга моја мајко, моли се за мене секогаш да ги упатува моите очи кон вистинското Царство Небесно и никогаш да не бидам вовлечен во расипаноста на земната моќ. Моли се за мене да бидам инструмент на заповедите на љубовта што се излеваат од престолот на Твојот Божествен Син. Драг мој Господи и Цару, те гледам и те признавам како мој владетел на животот. Секој здив што го земам, секој збор што го зборувам и секое дело што ќе го направам, нека биде направено според Твојата нежна заповед. Те избирам Тебе овој ден за единствен и целосен владетел на мојот живот. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.